Почитувани гледачи, добро вечер во уште една епизода на подкастот Go Rural, кој што го спроведува локалната акциона група Плачковица во рамките на проектот од фарма до вилушка, кој што е европски проект спроведуван од мрежата за рурален развој на Северна Македонија. Како и секоја епизода, имаме интересни соговорници кои што ви ги понудивме во изминатите епизоди. Денес се наоѓаме во канцеларијата на мрежата за рурален развој на Северна Македонија. Дојдовме да ги посетиме и да разговараме на темите поврзани со руралниот развој и локалниот развој на руралните средини. Ова вечер наш гостин е, ексклузивен гостин да кажам, председателот на мрежата за рурален развој, господин Петар Ѓурѓиевски. Село во 6 наутро или град во 10 навечер? Село во 6 наутро. Локален пазар или супермаркет? Локален пазар. Проект или долгорочна стратегија? Тука проектот мора да биде поврзан и со стратегијата, затоа што едно со друго не може да се одвои. Традиција или иновација? Традиција, меѓутоа поттикната преку иновативни идеи. Хартија или дигитализација? Дигитализација. Лидерство или партнерство? И лидерство и партнерство. 2035 празни села или паметни рурални заедници? Секако паметни рурални заедници. Ако не бевте во рурален развој, ќе бевте? Музичар можда. Кој повеќе го развива селото? Државата или луѓето? Луѓето. Што ве мотивира да останете во оваа борба? Мотивацијата е нешто што мене од секогаш ме движело. Најмногу она што ме мотивира е тој предизвик дека руралниот развој е еднината на Македонија. Господин Ѓурѓиевски, добро вечер и добро дојдете во нашата емисија подкастот Go Rural. Добро вечер, добро ве најдов. Односно, добро не најдовте. Да, добро ви дојдовме. Да. Добре дојдовте, да. Како се да кажа? Одлично. Да. Баш ми е драго што ќе разговараме на темите кои што ги најавивте. Запознаени сте со подкастот, значи досега снимавме доста епизоди од оваа серија и моравме да вклучиме и вас, бидејќи вие сте еден од главните одговорни кои што на мрежата за рурален развој, кои што го работите и овој подкаст е дел од ваш проект, заеднички во партнерство со Лак Плачковица. А можам да кажам слободно дека сте и главен двигател на руралниот развој и промотор на руралниот развој повеќе од 20 години. Зошто баш рурален развој? Најнапред да се заблагодарам уште еднаш на оваа можност да разговараме на оваа тема. На прашањето зошто рурален развој, затоа што сметам дека Македонија е земја која што има голем потенцијал на оваа тема, ресурси и човечки и природни ресурси, и сметам дека потенцијалот е огромен и треба да се искористи. Ние како организација и сите оние кои што се во оваа организација и членки и партнери имаат една единствена цел која што не обединува, а тоа е како да придонесеме за подобар живот во тие рурални средини. И затоа руралниот развој е она што најмногу мене лично ме мотивира. Вратаме на 15 години назад, може и повеќе. Како се вклучи, како дојде идејата за формирање на мрежа за рурален развој? Мислам дека тоа ќе ги интересира гледачите. Тоа е една интересна ситуација која што тогаш се случи, бидејќи јас лично работев на многу проекти кои што претежно беа финансирани од најразлични донатори. Така да во тој процес на комуникација, на работа со претежно луѓето од руралните средини, дојдовме на една идеја која што
претходно веќе постоеше во поразвиените, да кажам, држави на Западна Европа, структура или платформа која што навистина направи еден голем импакт, да речам, врз развојот на руралните средини. Јас се запрашав себе си зашто да не тоа и кај нас да го направиме. Тргнувајќи од таа идеја, започнавме со скромни чекори во смисла на обединување на здруженија тогаш, кои што работеа на оваа тема и кои што по дејностите кои што ги работеа беа многу диверзифицирани, значи од земјоделски здруженија, од здруженија кои што се бават со екологија, здруженија се бават со социоекономски проблеми во руралните средини. Меѓутоа една мотивација и заедништво што беше со тие организација беше баш токму руралниот развој. И тоа беше првиот чекор кој што го направивме, да речам скромен, со првично едно 20, мислам 25 здруженија кои што се обединивме и ја формиравме мрежата пред 15 години. Па еве до сега, веќе 15 години, се надевам успешно работиме од тоа што и самото членство навистина се зголеми од тогаш, така да сега мрежата брои негде околу 85 членки, исто така многу различни по својата дејност и сметаме дека тоа е една структура, една организација која што навистина за овие 15 години е навистина земена во сите оние можни процеси на руралниот развој, почнувајќи од членство во владините тела, институции, за процесот на лобирање и адресирање на потребите на руралните заедници во држава, па се до реализација на сите оние проекти кои што ги работиме, кои што исто така се многу различни по својата дејност, како што се и различни здруженијата, и во процесот на јакнењето на капацитетите на нашите членки, кој што е една од главните дејности на организацијата. Така да се навратам на прашањето, започнавме скромно, но организацијата се разви во една респектибилна организација која што учествува и во креирање на политиките, но и во спроведување на истите. Еве да објасниме на гледачите. Што направи мрежата за рурален развој за овие 15 години? Што сте, не речеме, посебно горди или кои беа предизвиците за овие 15 години? Да се надоврзам на што претходно почнав да го зборувам, за овие 15 години успеавме да, како што и кажав, да прераснеме во една организација на чисто збор им се слуша, чисто збор се слуша, тоест тоа е гласот пред се на луѓето кои што доаѓаат од тие рурални средини, баш на оние обични луѓе кои што живеат во тие рурални средини, членуваат во најразлични здруженија кои што се наши членки и нивниот глас успеавме да го подигнеме на едно повисоко ниво, да биде гласот на селата, би рекол, во креирањето на политиките во државата, да спроведеме еден голем број на проекти кои што претежно се финансираат од различни донатори, со кои што проекти успеавме барем, можам да кажам, да направиме некакви промени, да покажеме дека во селата има потенцијал, дека луѓето кои што живеат таму можат и текако да бидат корисни, да спроведат програми и проекти кои што се корисни за нивните животи, да се подобри нивниот живот. И можам да кажам дека од сега кога ќе се навратам пред 15 и сега во овој момент, можам да кажам дека доста од она што во политиките за рурален развој се зема навистина и суштински во предвид, во стратешките документи, во плановите кои што ги прави нашата држава. Сега знаеме дека процесот на спроведување на тие цели, да кажам, стратешки цели, не е така лесен. Тоа е процес кој што ќе трае, затоа што пред се тука, она што за нас е еден од поголемите предизвици е како да се смени свеста
и на локалното население во однос на потребите, како да бидат похрабри во реализација и во идеи и така натаму, но и да влијаеме врз промена на свеста на оние што ги носат политиките. И сметаме дека тој процес не е завршен, но добро сме закотвени, да кажам, и дека тој процес ќе трае и во иднина. Тоа е она што нас и не мотивира како организација, тоа е еден голем предизвик, бидејќи сметаме дека преку мрежата можеме да привлечеме многу други релевантни фактори и на локално и национално ниво, кои што ќе можат на крај да придонесат колку што е можно повеќе да животот во руралните средини стане место каде што нема да се бега, да младите луѓе си одат од него, него да останат и да можат да си ги реализираат сите свои идеи. Интересира ваше мислење. Може ли селото да биде пристојно место за живење и може ли младите, ваше мислење? Да, секако, но многу треба на тоа да се работи. Затоа што младите луѓе од она што барем го гледаме до сега, си одат од недоволен однос, да речам, на оние што ги креираат условите, почнувајќи од локалната заедница, па и од политиките и така натаму, не се прави доволно, затоа што младите сакаат современ живот. Тие сакаат да имаат добро образование, исто така, здравство, инфраструктура и така натаму, за да нешто ги мотивира за да останат. Тоа е една од поголемите предизвици со кои што ние како организација, и мислам и дека и целото општество во држава се соочува, но тоа е еден, пак ќе кажам, долгорочен процес каде што ние како организација секако не можеме да го решиме наеднаш, но целта е наша како да ги убедиме и сите оние со кои што ние соработуваме, и партнери, и на локално и национално ниво, дека младите се основниот столб за да една рурална средина може да обстојува, функционира и стане место и иднина за младите генерации. Така да сметам дека тоа е основната причина за која што треба повеќе да се работи и мотивација за да тие останат. Има еден тренд поготово кај младите, значи не сакат да се занимаваат со земјоделство, со производство на храна, им изгледа тоа, како да речеме, тривијално, застарен начин на живот. Дали руралниот развој се поистоетува само со земјоделството, да речеме, да решистиме тука за гледачите? Вака, ако се вратиме сега уназад пак едно 10 на 15 години, па може би и сега има таков еден стереотип, меѓутоа тоа се менува и е доста сменето, дека кој ќе се каже рурален развој и одма се асоцира на земјоделие и субвенции. Но секако тоа не е и полека, како што кажав, се менува тој менталитет. А тоа е зошто? Тоа е затоа што прво политиките исто така на држава се сменили и се менуваат. Нели целта е на нашава држава да се апроксимира пред се со законите, мерките кои што се и на Европската унија. Тоа полека и се прави. Кај на сите тие мерки и закони веќе се прелеани. Тоа е една од работите зошто тој стереотип почнува да се менува и вклучувањето на сите оние проекти кои што досега не само преку мрежата кои што се реализирани, туку сите оние проекти кои што се за поддршка на развојот, да кажам, во руралните средини, кои што не го опфаќа само земјоделското производство, туку и сите оние други елементи кои што се битни за еден живот во рурална средина, а тоа е спомнав, значи добро образование, инфраструктура, здравство и така натаму. Значи, јас имам една теорија, не е тоа теорија, него тоа е, предпоставувам, она што е најголемиот предизвик, а тоа е тој јаз кој што се појавуваме и урбаните и руралните средини. Тој јаз го спомнав кој е. Значи, таму во руралните средини нема инфраструктура која што ја посакуваме да биде, која што ја споредуваме често пати со развиените европски земји. Образованието, пристапот до услуги, развој на малите бизниси кои што не секогаш се само не земјоделски, туку може да биде и фризерница, може да биде и угостителство, туризам, сала за вежбање, значи буквално се она што го има во урбаната средина, на луѓето што живеат во руралните средини треба да го имаат истото. Сега борбата е тук
како ние тој јаз да го намалиме. Кај нас, не само во Македонија и во цел, да речам, Западен Балкан, се многу слични тие потреби. Во европските земји тој секако дека постои и таму разлика, меѓутоа е многу минимална. Тука е тој предизвик кој што руралниот развој во овој регион и во нашата земја е за нас мотивација како тој јаз или дисбаланс да го намалиме преку различни мерки, поддршки, проекти и така натаму. Добро, вака, каде грешиме? Грешиме ли некаде? Или изгрешено ли е некогаш нешто, па селата останаа празни? Па секако дека има тука многу грешки, а тоа е, пак ќе кажам, недоволен фокус и вклучување на представниците на локалните заедници. Кога ќе кажам локални заедници, тука мислам и на општини, мислам и на граѓански сектор и на бизнис секторот. Значи, кога нешто се прави на локално ниво и се планира, дали е стратегија, план и така натаму, мораме да имаме на максимална инклузивност и вклученост на тие луѓе кои што живеат таму, бидејќи тие се реалниот одраз на потребите што ги имат. И ако нив не ги вклучуваме и носиме така наречени стратегии или планови од горе надолу, тогаш нормално е дека ќе се сгреши. Ние ако не го слушнеме она што реално на луѓето им е потребно, тогаш можат да се направат пропусти. И ако имаме и политики кои што се насочени кон тоа да се развиваат селата, меѓутоа пропустите се тука, каде што има недоволно присуство на локалната заедница и не само присуство декларативно, туку едно присуство кое што ќе биде координирано и обединето за да тука заеднички сите тие заинтересирани, популарно кажани страни, бидат вклучени и обединети во потребите кои што ги имаат. Има начини тоа како се прави, имаме примери, нели, низ европски земји кои што можеме да ги користиме, меѓутоа тука е најголемиот пропуст и грешка која што ја правиме и постојано, како да кажам, како низ некој процес кој што повторно се повторува, истите грешки ги правиме, и ако ние како представници на граѓанскиот сектор и со се она што го носиме, го укажуваме, меѓутоа тоа е недоволно. Значи мора многу повеќе да се работи за вклученост на овие локални заедници за да тие грешки не ни се повторуваат. Еве, ја спомнавте, нели, европските искуства. Што кажуваат европските искуства, да речеме? Како руралниот развој таму? Да, во руралниот развој, како што кажав и го спомнав неколку пати, мерки, политики, бидејќи од таму треба да се почне. Иако, јас викам, тој процес на одгоре надолу, не викам дека е непотребен, меѓутоа треба да се земе во предвид и процесот од долу нагоре. А од долу нагоре е процесот, она што веќе го кажав, вклученоста и инклузивноста на овие локални заедници и некаде да се сретнат на средина, за да се креира некаков план, некаква политика што ќе ги спои сите тие и мерки и закони со потребите на локалните заедници. Така да тие искуства веќе долгогодишно се пракса, да кажам, во руралните заедници и тука морам да го спомнам, бидејќи тоа е нешто што мислам дека е правиот одговор за како и кои се тие искуства позитивни, како ние сите тие искуства да ги примениме овде. Тоа е една мерка многу популарна, да кажам, и позната е во европските земји и кај нас делумно е. Тоа е лидер мерката. Таа мерка е дел од европската политика, заедничката земјоделска политика во тој столбот за рурален развој. Една мерка која што баш се тоа што досега го кажав го обединува во една формална структура која што се вика локална акциона група. А таа локална акциона група е составена од сите овие, од така наречено, да го кажам, свето тројство, представници и основачи на општините, тоест на локалната власт, представници на граѓанскиот сектор и на бизнис сектор. Значи ги имате сите тие три основни столба за да таквите формални структури можат нешто реално и да направат. И Европската унија добро се сетила да ваквите структури ги помогне со одредени средства. Значи има посебни фондови за
реализација на проекти, има процедури и процеси, сето тоа како да се реализира, кој што на крај резултира со проекти кои што се пак во интерес на при нивна реализација во интерес на таа локална заедница. Сега ние, може би е следното тоа е следното прашање. Каде сме ние со ова? Вака ќе ви кажам, уште од периодот кога мрежата се формираше, можам слободно да кажам дека во ДНК-та на мрежата е баш овој пристап. Што во превод лидер не значи лидерство, него значи, тоа е бидејќи е кратеница од француски. Меѓутоа во превод, кога ќе го преведиме, е врски помеѓу акции на локално ниво. Така, вака грубо преведено. И во суштина, тоа е едно решение кое што дава веќе 30 години резултати во земјите членки на Европската Унија. И сега да се навратам пак, дека мрежата уште кога се формираше, и реков дека во ДНК-та и во структурата и во она што мрежата го прави и сака да го прави е буквално аплицирање на овој пристап. Како? Значи, преку формирање на локалните акциони групи. Ние откако ја формиравме мрежата, следно што направивме беше како да го почнеме овој процес, како кај нас да пристапот лидер профункционира. И нормално дека една од основите е формирање на таквите структури, за кои што е потребна секако и легислатива за да тие се формираат. Се сеќавам уште од 2012 година бев дел од една работна група која што после многу убедувања и разговори со релевантните институции, поготово со Министерството за земјоделие, дека тоа е една мерка која што кај нас треба да дојде, бидејќи ние сме земја која што сакаме тие политики и се стреми да ги спроведи, мора еден ден таа мерка во рамките на таа предпристапна помош да покрај останатите мерки и таа мерка да влезе. И го почнавме процесот онака како што ги собиравме искуствата и од Европската Унија, бидејќи имавме можност да видиме сето тоа како функционира таму. Успеавме преку различни проекти да донесеме експерти, да го започнеме тој процес од почеток и успеавме преку пред се идентификување на сите оние потенцијални територија, да кажам, и луѓе кои што би биле заинтересирани да го поведат тој предизвик и процес, кој што ни требаше доста време, меѓутоа успеавме да на некој начин го симулираме тој процес на формирање на тие локални акциони групи и прашањето беше како понатаму сето тоа. Легислативата делумно се направи, имаш ден денес постои во законските одредби членови кои што ги регулираат тие. Да, и во законот има правилници кои што ги донесовме тогаш и процесот имавме, како да кажам, алиби, односно легислатива врз која што можеме да работиме. И така започна тој процес, се воспоставија такви локални акциони групи, но за жал можам да кажам дека до ден денес немаме процес на така наречена акредитација на таа мерка во рамки на ИПАРТ програмата, иако имавме многу ветувања од релевантните структури, меѓутоа тоа е влезено во сите стратешки документи, како што кажав, и правилници, и се правеа обиди, и се прават се уште, меѓутоа тој процес на акредитација не оди лесно, но ние рековме, без разлика како оди тој процес, ние како организација ќе пробаме тие структури новоформирани, така наречени локални акциони групи, да преку нашата поддршка, дали е тоа техничка, дали се тоа обуки, дали се тоа грантови преку кои што ние ќе можеме некакви средства да обезбедиме за локалните акциони групи и успеавме во тој процес, меѓутоа тука се поставува едно прашање. Колку е тоа одржливо? Бидејќи не може нешто преку проект да биде одржливо, туку треба да влезе во систем. Што значи да влезе во систем? Рековме, имаме рамката законска, но ни требаат и средства кои што ќе се обезбедат за да има континуитет во функционирањето на тие структури.
Така да тоа е она што сметам дека е решение за да имаме навистина пред се одржливост, да имаме структура која што цело време ќе се грижи за она што претходно го кажав. Значи, како тие рурални средини да се развиваат понатаму, како ќе ги вклучат сите тие заинтересирани страни преку стратешки документи, преку реализација на проекти и се направи еден менталитет, да кажам, на тие кои што живеат, дека сите луѓе кои што живеат во една рурална средина можат својот сон, својата идеја да ја реализираат преку едни вакви структури, преку едни вакви проекти за кои што има обезбедено средство. Пак да се навратам сега, за жал тој процес се надеваме дека доаѓа до некаков, ќе дојде до некаков резултат, но сведоци сме сега денес на она што се случува, бидејќи го спомнав и парти дека лидер мерката и лаговите и така натаму се влезени во политиките, па и во предпристапната помош. За жал она што се случува со ИПАРТ се свесни и граѓаните дека е блокиран од коруптивни процеси, но со надеж дека сето тоа ќе се надмине и дека овој процес ќе продолжи. Ние до тој период ќе останеме тука и ќе бидеме секогаш поддршка на иницијативите и за постоечките локални акциони групи кои што постојат 8 кај нас се регистрирани, но има потенцијал да се формираат можеби уште толку на цела територија на држава и сега тој процес пак ќе зависи од како сето ова ќе се одблокира понатаму и стоиме на располагање секогаш на институциите кои што ги креираат политиките и сакат овој процес да го започнеме и доведеме до некој ниво. Стоиме на располагање во секој поглед, затоа што сметам дека за овие 15 години собравме толку многу искуство, поготово од земјите од Европска Унија, кај што имаме и поврзаност и сме дел од многу меѓународни организации каде што има експертиза која што може да ни помогне, но и од искуството пак за овие 15 години кои што го стекнавме и тук, затоа што тие успешни лагови во кои столе и ти си дел од нив, си еден пример на една успешна приказна, пак би кажал, скромно, меѓутоа со своји белези, со своји карактеристики, бидејќи секоја земја во овие процеси има своји карактеристики. Ние ги имаме принципите, како тоа во Европската Унија се формира, но тоа се генерални принципи. Секоја земја има своји специфики по однос на населението, по однос на регионите, по однос на големината на земјата и ние го имаме тоа скромно искуство и можеме да го лесно да го аплицираме и на другите територии и да еднаш за секојаш веќе овој процес почне онака како што треба, за да имаме успешна лидер програма кај нас. Спомнавте европски принципи, европски модели. Како стоиме, како сме позиционирани тука со руралниот развој во однос на у регионот, да речеме? Или, например, има ли некој позитивен пример, модел кој што вие би сакале да биде применет или да речеме не копи-пейст да го кажа, да функционира? Како ги замислуват тие локални акциони групи? По кој модел? Германски модел, не знам. Кој мислите дека најсоодветен како позитивен пример? Во однос на првиот дел од прашањето, до каде сме во регионот? Во регионот сме слично, исто би рекол, на едно исто ниво. Дури би рекол, регионот е малку дури и поназад од нас. Но, со она што се случува сега и како цел тој процес на интеграција на земјите од Западен Балкан оди, гледаме дека малку е различно, некои се малку понапред, ние од различни причини малку заостануваме, што мене ми е многу жал што во многу области сме биле први, но имаме ситуација да секогаш некои земји од регионот и не претекнувале. Сега за сега со лидер и овие пристапи, политики за рурален развој, конкретно за лидер, можам да кажам дека сме најнапред пред се заради легислативата искуство, тоа скромно искуство што го кажав, позитивните примери, меѓутоа забрзано и другите земји, тука би ја спомнал Црна Гора и Албанија исто така, одат напред. И не дека се плашам, бидејќи ние регионално сме поврзани со тие земји, доста соработуваме во регионот, сметам дека
треба сериозно да се помисли на ова прашање, бидејќи како земја потенцијалот кој што го спомнав го имаме и сите овие земји од Западен Балкан се слични, со помали, кој помало, кој поголем, меѓутоа лидер е една мерка која што обезбедува или дава насоки на некаков си економски развој, како една искра која што може да ги вклучи сите и да направи промени. Има уште една друг елемент карактеристичен за овој регион, а тоа е демократизацијата и децентрализацијата. Не нуди само економски бенефити, туку нуди една демократизација, една промена на менталитетот кај луѓето кои што го спомнав на почеток дека можат за себе да направат многу користејќи ги овие алатки. Сега, кога ме прашавте кој модел, Германија секако не, Германија преголема држава и пак ќе кажам, тоа е истиот принцип. Тие 7 принципи што ги има во лидер важат и за Германија, за сите исто. Меѓутоа спецификата, која што е карактеристична на една мала земја, како што е Македонија, е многу поразлична и треба да се адаптира према тие мерки, меѓутоа на потребите на таква една мала земја. И сега кога ме прашавте кој модел, одма би ја земал тука Словенија, затоа што Словенија е земја која што е отприлика по површина, но па со една друга голема разлика. Да, затоа што Словенија уште во време на Југославија селата си ги задржа. Кај нив претпоставувам, не сакам да навлегувам зошто и како, но они имаат доволно доблести свест да не ги напуштат селата, вложувајќи многу пред се во инфраструктурата, во зачувувањето на животната средина и сите оние карактеристики кои што се многу важни за селата опстанат. Јас кога би бирал, би го земал тој модел и доста сме биле во Словенија да се консултираме како сето тоа функционира. Дури би спомнал уште кога се правеа правилниците во 2012, ние го земавме моделот на Словенија во комбинација нешто со хрватскиот, нешто е така измеѓу. Така да тие земји мислам дека се така како еден добар модел кој што може да се аплицира ова мерка за рурален развој, тоест лидер мерката и во Македонија. Знаеме дека ситуацијата, нели, објаснавте каква е во Македонија. Има ли позитивни примери, да речеме, со работењето на мрежата за рурален развој, со вашите партнери, со вашите членки кои што се нешто да потенцираш, што позитивно се случуваше, да речеме, изминативе 15 години, односно какви локални иницијативи поддржавте вие заеднички во партнерство? Па знаете како има многу. Значи не знам дали би можел да издвојам некоја, значи ќе набројам можеби неколку такви иницијативи, проекти каде што целата таа заедница била вклучена. Значи од чистење на речни корита во одредени рурални средини каде што биле вклучени и општина, каде што биле вклучени невладини бизнис секторот, до поддршка за воспоставување на градинки во рурални средини. Потоа проекти кои што се поврзани со инфраструктурата, поставување на автобуски станици и така натаму. Значи многу диверсифицирани проекти кои што не се врзани само со земјоделие, која ќе кажем. Но не сакам да одвојам никој, и бидејќи поентата ми е, кога ме прашавте, успешна приказна. Кога ќе се каже успешна приказна, мислам дека проект не е успешна приказна. Да, проект, но проект во рамки на одржлив систем. Значи, проектите се, како да ви кажам, процес кој што има почеток и крај. И е, можеби, само еден начин како да се покаже патот за да се реализира нешто. Меѓутоа, ако нема вклученост во еден систем кој што ќе даде одржливост, а тука кога зборуваме за одржливост, мора да рачунаме и на општина, мора да рачунаме на мерки, мора да рачунаме на поддршки, мораме да рачунаме на човечки потенцијал. Така да за мене успешна приказна е нешто што има одржливост. И сега кога ќе уште еднаш вака да одговорам на тоа прашање, за мене успешна приказна се формирањето на лаговите. Затоа што тие ќе го дадат потенцијалот понатаму, затоа што кај нив е потенцијалот кој што ги обединува сите овие елементи
за да на крај реализираат проекти кои што ќе завршуваат со одржлив резултат. Бидејќи проектот за проект, ма каков и бил тој, значи и да биде не знам колку добро направен, не знам колку опрема да се инвестирала и за некој да сработи, ако тоа додека трае проектот, функционира и заврши, тоа за мене не е успешна приказна. Туку успешна приказна е ако тоа има одржливост и ако тука се вклучени сите. Кога кажувам за тоа, секако мислам на генерално како тие процеси на подобрување на животот во руралните средини, дали е земјоделие, дали не е земјоделие, дали е бизнис, дали е се образование, ги спомнав градинките и проектите кои што сме ги реализирали, наистина безброј ги има, многу се и во дел на животна средина, заградување на депонии и така натаму. Значи, социјала се, меѓутоа пак мора да има, ако една депонија ние ја заградиме со една мрежа и тоа трае додека или сме ги дале парите и понатаму тој што е одговорен да ја одржува таа депонија да не се распаднат оградите или камерите што се поставуваат, џабе зборуваме, тоа не е успешна приказна, него мора да се има континуитет, една вклученост на сите и да чувството на сите оние што се вклучени внатре да го чувствуваат како свое, а не како туѓе. Собственоста, припадноста во самите иницијативи, тие се многу. Тоа е многу важно и за мене тоа е успешна приказна. Значи тука наведено дека треба да има некој стратешки пристап за рурални развој и визионерство. Апсолутно. Го имат ли тоа, да речеме, локалните акциони групи? Го имат. Пак тука кога ќе кажеме за тоа што го спомна Столе, јас би кажал дека многу е важно луѓето кои што се вклучиле и кои што тој предизвик го чувствуваат како свој. И затоа, кога се формираат тие групации, групи, и локални акциони групи, многу е важно лидерството. Има еден многу убав термин кој што се користи на Запад, се викаат local champions или локални шампиони. А тие локални шампиони се луѓе кои што тоа со жар го чувствуваат. Значи не одат таму за да најдат работно место, него работат заради тоа што веруваат во тоа. Значи има такви луѓе, еден од тие си и ти и ред други кои што се лично ги познавам и работат во тој сектор. Може би не ги има многу, но тенденцијата е таквите локални шампиони да ги најдеме или да се произведат некако. Посебено од младите луѓе кои што верувам дека ако добро овие идеи што ги зборуваме сега, овие можности, ако добро им се објаснат, верувам дека и за еден млад човек ќе биде интересно да се вклучи во овие процеси и стварно да бидат наши млади локални шампиони кои што ќе ги водат овие процеси. Ајде за крај. Каква рурална Македонија сака да видите за 10 години сега? За 10 години сакам рурална Македонија или руралните средини да бидат место за живење на сите оние кои што сакаат да живеат, особено младите, а не да биде место од каде што луѓето ќе си одат, да има добра инфраструктура, за да можеме да стигнеме до тие места, да има образование, да има здравство, да биде сето тоа во еден систем кој што ќе го координира тоа, бидејќи знаете да се воспостави една таква структура, една таква инфраструктура бара многу посветеност. Бара од сите елементи, од сите политики што ги спомнуваме и на локално и на национално ниво да бидат обединети во таа заедничка идеја. И исто така дека и сметам дека тоа е возможно и ние како организација секогаш ќе се стремиме за тоа. Но јас така ја гледам Македонија, значи место каде што ќе има каде да се живее едноставно. И би ги спомнал сите тука тие потенцијали од туризам, од земјоделие, од локални бизниси, да тие едноставно проживеат и можат луѓето да се занимаваат со тоа и да живеат убаво. Така ја гледам јас рурална Македонија. Петар, ви благодарам. Значи, имаме ние, мислам, можеме да дискутираме стварно на многу теми. Може би има нешто што не ве прашав, ма може ќе оставим во друга прилика. Ви благодарам што бевте гостин во Go Rural
и се гледаме во следна прилика. Беше чест и задоволство. Почитувани гледачи, кога збориме за рурален развој, не зборуваме само за земјоделство, не зборуваме само за производство на храна или за субвенции. Зборуваме за живот во руралните места, зборуваме за приказни во руралните места, зборуваме за заедничко действување на сите кои што живеат во руралните места, зборуваме за дека сите активности треба да бидат поврзани со луѓе и за луѓе, зборуваме за локални стратегии, а пред се зборуваме за локална визија на руралните места. Локалните заедници се оние кои што можат и треба да ги зачуваат руралните места и да ги донесат промените. Тука се сите кои што се вклучени од различни чинители, како што се и локалните акциони групи, како што се општините, граѓанските организации, и треба сите заеднички да действуваат за да можеме да го придвижиме руралниот развој во Македонија. Ви благодарам што бевте во уште една емисија од Go Rural. Се гледаме во следните емисии. Пријатна вечер.